Мирно! О, здрав! Почитувани припадници на армијата на Република Македонија и медиуми, навистина ми е драго што на крајот на оваа за нас важна и успешна година можам да ви кажам добре дојдовте во армијата на Република Македонија. Задоволство ми е што ве гледам тука пред мене на почетокот на вашата кариера во најпочитуваната институција во нашата држава. Вие сте уште еден доказ дека за нас навистина зборот е збор. Дека она што сме го најавиле, знаеме да го исполниме. Знаеме да го испорачаме. На 31. јануари оваа година, во посетата на Здружената оперативна команда, во која можеби некои од вас ќе работат во текот на својата кариера, најавив дека армијата на Република Македонија оваа година ќе се подмлади и ќе се засили со 375 нови професионални војници. Денеска, тоа што го најавивме, тоа што го ветивме, го испорачуваме. Денеска ја исполнуваме таа обврска и тој наш план целосно, бидејќи со оваа денешна бројка, практично комплетно 375 нови професионални војници ќе се приклучат на составот на армијата на Република Македонија. Со вас, просечната возраст на припадниците на армијата, еден од проблемите со кои што армијата извесно време се соочува, ќе се намали за цели 3 години. Вие ќе бидете новата енергија, новиот мотив, новиот капацитет на армијата на Република Македонија. Ќе бидете уште еден доказ и уште една причина за сигурноста, безбедноста и спокојството на граѓаните на нашата татковина, кои знаат секогаш дека нивната армија има сила да им помогне во секакви околности и во секоја прилика. Во исто време, денеска покажуваме дека армијата на вистина ја представува Република Македонија во целост, таква каква што е, етнички, разнолика и побогата држава. Меѓу вас и вашите колеги кои беа примени оваа година, има македонци, албанци, турци, роми, срби, бошњаци и власи. Драго ми е што особено на овој последен конкурс успеавме некои од слабостите во претходните да ги надминеме и навистина оваа последна група на професионални војници во целост да ги исполни принципите и политиките вградени во нашиот устав на правична застапеност. Оваа разноликост е уникатна предност и на Македонија, но и на армијата на Република Македонија, затоа што секој од вас носи различно искуство, традиции, но ги споделува истите вредности, истиот мотив и истата желба да се биде дел од развиениот свет. Разноликост имаме и во поглед на полот. Од вкупно 375 професионални војници, 48 се девојки и жени. Треба да бидеме задоволни од овие храбри и одлучни 48 припадници на армијата на Република Македонија кои влегле во професија која се уште многумина ја сметаат за машка. Но треба да работиме оваа бројка да расте, да мотивираме повеќе млади девојки, повеќе жени да одлучат својата кариера да ја градат во армијата на Република Македонија. Почитувани припадници на армијата на Република Македонија, заедно ги правиме решителните чекори кон наша подобра иднина. Затоа и вие и вашите колеги во армијата можете да бидете задоволни од тоа што го постигнавме во 2018. Ги срушивме бариерите кои долго време беа ограничување за нашата држава. Целиме кон НАТО алијансата долги години, но оваа година ја постигнавме нашата цел. Ја добивме поканата да станеме дел од најмоćниот воено-политички сојуз на денешнината. Ги започнавме
и во рекордно време ги завршивме пристапните разговори. Македонија излезе од изолација и веќе во 2019 ќе седне на истата маса со најмоćните држави во светот. 29 сојузници ќе бидат сојузници и на нашата држава. По формалниот прием и нашиот, па и вашиот глас ќе биде слушнат и ќе даде придонес кон одлуките на НАТО алијансата. Поканата за НАТО е секако овогодишниот наш најголем успех во делот на одбраната, меѓутоа и генерално во државата. Меѓутоа, за мене е драг и еден успех кој што го постигнавме заедно со колегите во Министерството и во Армијата на Република Македонија, а тоа е да решиме еден од вечно повторуваните проблеми на многу припадници на армијата. Проблемот со елементарна логистика и поддршка. Проблемот кој се провлекуваше во сите говори, наречен униформи и чизми. Веќе почна да пристигаат првите пратки од околу 7000 пара чизми, кои што во многу брзо време ќе ги добие секој, ама буквално секој припадник на армијата на Република Македонија. А минатата недела го подпишавме договорот со кој за прв пат ќе набавиме 14.000 воено-технички униформи, кои што ќе обезбедат секој припадник на армијата во секое време да има на располагање 2 комплета униформи. Во НАТО армијата ќе влезе гордо, достоинствено и исправено. Ќе решиме проблем со кој што ќе се олесни вашата работа, но и работата на многу ваши колеги. Во 2018 година влегувате во армија во која 10% веќе беа зголемени платите, а следната година од септември ве очекува дополнително 5% зголемување на платите. Ова е прв пат, 2 години поред, платите на припадниците на армијата на Република Македонија да растат. И тоа покажува дека Република Македонија ги цени. Знае да ги цени, знае да ги награди оние од кои очекува најмногу. Многумина сметаат дека дел од овие работи, како што се, например, униформите и чизмите, се работа за која не треба да се зборува. Се дел од нашите секојдневни обврски. И јас со тоа се согласувам. Меѓутоа, за разлика од порано, нашата секојдневна работа конечно носи видливи резултати. Разбирлива беше фрустрацијата кај вашите постари колеги, но мислам дека станува јасно дека нашата држава сврти нова страница. Армијата застана на свој нозе и оди само напред. И оваа, но и во 2019 година, со искрена посветеност, со многу работа, со почит, меѓусебна разбирање, тимски дух, ќе продолжиме да ја градиме армијата на Република Македонија и одбраната на нашата држава. За сите наши планови, за сета модернизација, опрема, подобрување на условите за ваша работа, потребни се пари. Затоа и за оваа, и за идната година, покажавме дека не отстапуваме од зголемување на одбранбениот буџет. За прв пат во 2018 го зголемивме буџетот за 15%, а веќе за следната година обезбедивме буџет зголемен за 33%. За одбраната и армијата повеќе пари ќе има и во иднина. Ве уверувам дека наш вистински приоритет е да ја постигнеме НАТО целта. 2% од бруто домашниот производ да се издвојуваат за потребите на одбраната, а тоа значи пред се за потребите на АРМ. Тоа го правиме не заради тоа што НАТО истото го бара од земјите членки, туку затоа што вие, затоа што армијата, затоа што одбраната на државата тоа го заслужува. Нека нема дилеми кај ниту еден од вас. Овие пари не се за нешто невидливо, не се за нешто што ќе биде надвор од вашиот домен за работа. Овие средства се начин како вие да бидете поуспешни во вашата работа, како Македонија да спие мирно, а вие спокојно да вршите својата обврска. Почитувани војници, ќе има многу предизвици пред вас. Но ве уверувам дека нема да бидете сами. Ги имате вашите постари колеги, од кои убедена сум дека многу ќе научите. Ја имате зад вас целата армиска структура, го имате Министерството за одбрана, ги имате сите нас, чија што цел е заедничка. Заедно можеме да постигнеме многу и затоа ве повикувам и вас и сите припадници на армијата на Република Македонија
да бидеме фокусирани на нашите крупни цели, да бидеме мотивирани, заради тоа што точно знаеме каде сакаме да стигнеме. Силата е во поединецот, меѓутоа успехот е резултат само на тимска работа. Затоа ви посакувам среќни, убави новогодишни празници со вашето ново големо семејство, Армијата на Република Македонија. Ви посакувам многу успех во кариерата и ве посакувам да напредувате и да растете заедно со нашата армија. Да живее Армијата на Република Македонија. Да живее! Да живее Република Македонија. Да живее! Шанса да бидете Повелете, госпоѓо министерка, професионален војник Софија Алексовска.